Honda го преплави својот голем штанд на салонот на моторциклите во Милано со цунами од новитети, од толку што не можеше да се одвои што е ново, а што само обновено. Во мноштвото моторцикли, прецизните погледи на љубителите сепак веднаш го пронаоѓаат CBR 600RR, кој после 6 години отсуство повторно се враќа во Европа. Популарниот суперспортист изгледа како да тренирал цело време, ажуриран од сите гледни точки, механички, естетски, аеродинамички и електронски. Тој ќе ги реинкарнира своите вистински гени со високо перформансниот мотор, способен да испорача 121 конска сила при дури 14.250 вртежи во минута. Што значи тоа, не треба воопшто да се коментира. За оние кои не сакаат толку острина, CB и CBR моделите од 650 кубни сантиметри беа унапредени со електронска спојка. Изборот не е случаен, бидејќи овие два мотоцикла се меѓу најпопуларните на марката, а за да останат такви ќе се погрежи и освежениот дизајн. Не беа заборавени ни представниците на Hornet серијата, компактниот CB500 и големиот CB1000. Овие улични тркачи сега се карактеризираат со полут дизајн, нова механика и освежена електроника. Мускулестите облини и агресивниот нос им се различни, но заеднички им е препознатливиот изглед кој делува заканувачки, посебно кај големиот модел. Тој ја има рамката од Fireblade, која се истакнува со својата спортска цврстина. Ослонувањето и силата што агрегатите испорачуваат се очекувани за оваа класа, исто како и електричните пакети за незината контрола. Заслужено внимание беше посветено и на авантуристичката легенда Africa Twin, која пристигнува во две дизајнерски и технички освежени изданија. Подобрувањата на агрегатот донесоа поголем вртежен момент при пониски режими, а оптимизација на системот за напојување и вентилите помирна работа. Ослонувањето е полуактивно, стандардните пневматици ветуваат подобрени перформанси, а поголемото ветрообранско стакло кое се подесува на 5 нивоа с големена заштита од ветерот. Малку подскриен од другите премиерни настапи, имаше и малиот мајстор NX500, со кој Honda ја задвижува некогаш успешната серија забавни за возење мотоцикли со двојна намена. Тоа го покажува и поавантуристичкиот изглед кој никого нема да провоцира, но секому ќе се допадне. Технички ажурирана во духот на времето, механичката основа го прави полесен и трендовските барања на купувачите подобро опремен. На динамиката никој нема да се пожали, што засега не може да се каже за цената, која сигурно ќе биде поголема од онаа на CB500X, чија природна еволуција представува.